Другарче викаат дека здравиот човек има 1000 желби, а болниот само една да биде здрав. Сега кај нас не дај Боже да се разболиш. Или треба да имаш пари приватно да се лекуваш, или да имаш пријатели за во јавното здравство. Ако немаш пари, ќе треба да чекаш на твој термин. И додека дојде твојот термин на земјата, ќе си го добиеш твојот термин на небото. Мораш да му се молиш на Господ, друг спас нема. За состојбата со нашиве јавни здравствени установи, што да ти кажам, не дај Боже да влезеш во некој од нашиве болници, кој да си влегол у студио за снимање хорор филмови. Ја пред година дена лежав на една болница и недела дена поради природата на мојата болест бев само на инфузија, без исхрана. После недела дена ми даваат така наречена жута храна, супа, ориз, батак. Арно ми ја дават, ама не ми дават вилјушка и лажица. Викам на болничарот, со што да го јадам ова? Па вика, не си досиш од дома? И нема везда, сркнав тоа, изедов оризот со раце. Ја викнав докторката, таа што беше главна, и викам, дај докторке да потпишам отпусна и да си одам, пуштајте ме, овде не издржувам уште еден ден. Ама вика, ако потпишеш своеволно, нема проблем, дај да потпишам, иначе ќе се фрлам. Ама вика, не се зевзечи. Абе, како зевзечење? Дај да потпишам и излегов и фала Богу сум жив и здрав. Али, како вика, здравје Боже, ќе биде подобро, еве сега сме четврта земја во Европа по економски раст, нели? Младите се враќаат. Здравје Боже, ќе биде болje. Така.